И здраво на сите и добре дојавте назад на мојот YouTube канал. Нов ден, ново видео. Како што гледате по насловот, во денешното видео одлучив да реагирам на некои ваши предпоставки за мене. Како и секогаш од вас во боксот што го поставив на Insta Story, барав да ми ги пишувате предпоставките. Се уште не знам што сте ми пишувале, затоа што немав нешто многу време да скролам. Меѓутоа сега официјално за прв пат во видео ќе ги прочитам, на истите ќе реагирам, односно ќе ги потврдам или демантирам. Искрено се надевам дека ваквите видеа ви служат за некако подобро да ме запознаете и да имаме малку поприсна интеракција. Се надевам дека ќе уживате, се надевам дека ќе ви се допадне. Доколку тоа е така, не заборавите да оставите лайк. Доколку се уште не сте, не знам зашто не сте, меѓутоа претплатете се на мојот YouTube канал со клик на subscribe. Не би сакал да должам со најавата, така што let's do this. Еве Ивона Стојчева 09 претпоставува дека сум многу позитивен и тоа е точно, меѓутоа мора да напоменам дека не секогаш сум таков. Просто и јас имам сиви моменти кога се ми оди наопаку, кога сум нервозен, кога сум подзамислен, така што во таквите ситуации најчесто не се снимам и не се експонирам на социјални мрежи, па не сте имале можност да го запознаете тој Марио, ниту има потреба, меѓутоа се трудам да бидам позитивен пред се за себе, а потоа и за сите околу мене. Димитровска Ивана претпоставува дека сум човек кој често се лути. Ова не знам дали да го потврдам или демантирам, затоа што често се лутам, меѓутоа секогаш со причина. Не сум љутко кој ако не е по моje веднаш сум некако налутен и онака кревам нос облаци. Не, секогаш тоа има некаква причина и позадина и тежина, така што се лутам, не баш така често, меѓутоа тоа има свое оправдување, така што до некаде точно. Емануела со Y долна црта 4 претпоставува дека сум човек кој тешко ги искажува емоциите. Ова е дефинитивно точно, јас сум Шкорпио у хороскоп, важам за едно емотивно суштество, меѓутоа ретко кој имал можност да го запознае тоа емотивно суштество. Генерално имам проблем со излив на емоции пред други луѓе, што искрено не знам дали е позитивна или негативна особина, меѓутоа некогаш просто имам потреба да се отворам, да ги сервирам емоциите на тацна, меѓутоа нешто тука не ми дозволува, така што е дефинитивно точно. Ако и вие сте Шкорпио хороскоп, напишете ми у коментар дали и кај вас е таква ситуацијата. Невена.Јованова претпоставува дека имам од 70 до 80 килограми. Камо среќа ова претпоставка да беше точна. Меѓутоа не знам дали знаете, јас сум висок скоро па 2 метри и имам преку 100 кила. Не знам колку точно, затоа што одамна се неам мерено, али секогаш се движам од 103 до 107. И тоа не се познава затоа што сум висок. 70 килограми се навистина малку во однос на тоа, во однос на мојата висина уствари, меѓутоа би сакал да имам барем 90-95, така што наскоро се враќам у теретана, наскоро и се враќам на здравата исхрана, така што се надевам дека до лето ќе бидам фит. Ако некој може да ми помогне у тоа, call me, thank you. Михаилова, долна црта 19, претпоставува дека не сум воопшто дигнат, но сакам да носам брендирана гардероба. Првото е точно, а второто не е точно, затоа што ја ни немам брендирана гардероба, има можеби неколку парчиња, меѓутоа не патам од такви фрустрации. Просто јас сум човек кој многу често сака да купува нови парчиња облека и за истите не сака да давам многу пари, затоа што сакам постојано да ги менувам и просто не сакам за нешто да дадам огромни пари, а да го облечам 3 пати. Снежана, долна црта Тодорова или Тодоровска, не знам, претпоставува дека летно време спијам гол. Скоро па никогаш не спијам гол кога сум дома, затоа што не живеам сами, просто непријатно ми е, меѓутоа кога сум во хотел, секогаш спијам гол. Вака генерално и во зима и во лето секогаш спијам само у боксерки. Не поднесувам пижами, ниту ги купувам, ниту ги имам, така што спијам само исклучиво у боксерки, евентуално некоја мајца од озгора ако баш ми е ладно, што ретко се случува. Долна црта А Богданов со 2В претпоставува дека сепак сум запалил цигара откако ги оставив. И ова твоја претпоставка не е точна, верували или не. Оние кризни моменти додека пијам алкохол на некоја журка и така натаму, знаев да купам пура, затоа што пурите не се вовлекуваат и просто не се плашам од моментот на зависност, а искрено страф ми е да запалам цигара, затоа што мислам дека таа едната ќе биде кобна повторно да им се вратам на цигарите. Апсолутно максимално избегавам да се најдам уопшто у ситуација каде што би можел да запалам пак цигара, освен ако не одлучам да им се вратам на цигарите, па онака да отидам да си купам господски и да запалам. Меѓутоа сега за сега еве 6 месеци подоцна се уште не сум земал ниту дим од цигара, така што од 1 јули до
ден денешен 28 декември немам запалено ниту една цигара, немам земено ниту еден дим. Сега тек забележав дека постојат многу предпоставки за кои што апелирате да останат анонимни, така што у овој момент ќе престанам да ги читам вашите имиња. Постојат и многу интимни, односно вулгарни предпоставки. Предпоставувам дека не би сакале да го прочитам вашето име затоа што токму вие ми ги имате напишано, меѓутоа не би сакал да ја нарушувам вашата приватност, така што мислам дека е најпаметно да престанам да ги изговарам вашите имиња и предпоставките у монтажа да ги ставам само како онака спремни за одговор, а не со име и презиме. И им се извинувам на сите оние кои ги прочитав претходно, се надевам дека не ви пречи. Како и да е, следната предпоставка вели: многу сакаш да читаш книги. Ова е до некаде точно, меѓутоа тоа го работам само и случајно кога имам доволно слободно време. Никогаш читањето на книги не ми било приоритет, ниту навика на некоја дневна база. Просто сакам да купувам книги, сакам да читам книги, меѓутоа тоа го правам само и случајно кога имам слободно време. Следната предпоставка е дека сум многу смирен додека возам, што до некаде е точно, меѓутоа ако возам на автопат, тогаш чувствувам помал ризик некако. Кога возам низ град, низ центар, не сум никако смирен, мислам знам и да пцујам, и да блендирам, и да свирам, и да урлам, и све, од причина што постојат многу невоспитани возачи, а и пешаци, не сум баш смирен. Следната предпоставка е во однос на мојот полов орган, односно некој мисли дека мојот полов орган е 25 сантиметри, што искрено мислам дека не е точно, односно ни не знам кој е точниот одговор, затоа што верувале или не, никогаш не сум го мерел, али мислам колку ми е глупо да зборувам за вакви ствари, те страшно. Како и да е, мислам дека ова предпоставка не е точна. Следната предпоставка вели дека сакам све да ми е организирано и дека малце сум контрол фрик. Па ја искрено мислам дека малце повеќе сум контрол фрик, што не знам дали е добро, дали е лошо. Од друга страна, стварно сакам све да ми е организирано и буквално живеам веќе со години по некаков планер. И тоа не знам колку е добро, затоа што додека све ни е организирано, пропуштаме многу спонтани авантури кои може да се испостават како интересни, успешни. Твојата предпоставка е точна, меѓутоа време е нештата да се променат, ја мислам. Следната предпоставка е дека немам на ум да се женам до 35 години. Па јас стварно не знам дали и кога тоа ќе ми се случи, меѓутоа од ова гледна точка стварно немам намера да се женам, ниту опште размислувам на таа тема, така што ако некојаш се случи бујрум, ако не, да сме живи и здрави. Следната предпоставка е дека некогаш сме биле со Ивона во врска и ова предпоставка не е точна, забележав дека многу луѓе имаат напишано од не знам која причина. Стварно никогаш не сме биле ништо повеќе од пријатели, така што апсолутен демант по не знам кој пат. Следната предпоставка е дека не можам животот да си го замислам без музика и тоа е апсолутно точно. Следната предпоставка е дека спиам само 5 часа дневно и да, некогаш дури и помалку, некогаш и повеќе, меѓутоа се поретко повеќе, а се почесто помалку. За жал. Следната предпоставка е дека сум паметен и се препотентно би било ако одговорам да, точно паметен сум, така што вие пресудите долу коментари. Мислам, себе сметам дека сум доволно паметен и интелигентен да се снајдам во животот, да просперирам, да направам нешто од себе, меѓутоа просто небулозно е сам за себе да кажам да, јас сум паметен, да, јас сум интелигентен и слично. Следната предпоставка е дека имам многу пари. Па не можам да одговорам ниту да, ниту не, затоа што неблагодарно е, не знам колку се тоа многу пари за да кажам имам многу пари. Просто имам доволно за некако достојанствено да живеам, ништо повеќе од тоа, но никогаш не сум се ставал богати луѓе затоа што постојат многу работи кои јас не можам да си ги приуштам и автоматски ме става ту категорија на некоја златна средина, така што сега за сега сум задоволен све во свое време. Следната предпоставка е дека не се откажувам од нешто додека не го завршам. Мислам дека влогмасот е одлична потврда за тоа. У неколку наврати дојав на идеја да се откажам од влогмасот и да направам видео кое што со вас поделувам дека овде го завршувам влогмасот, меѓутоа си реков чекај Мари, си се фатил за орото, ќе го играш до крај. Буквално овие 3-4 дена последни ми се најнекако пеколни, затоа што ниту имам идеи за видео, ниту имам време да ги монтирам видеата. Паклено, меѓутоа решен сум да го изгурам до крај, ќе го изгурам и ќе објавам 31 видео и ете, апсолутно точна предпоставка. И последната предпоставка за денеска нека биде дека не сакам да бидам татко барем до 29 години.
Ова е и точно и неточно. Од една страна сакам да бидам лататко, од друга страна свезан сум дека на тоа не сум спремен, така што моите интереси се косат, но се надам дека тоа ќе ми се случи во едно вистинско време. Таквите работи не сакам да ги брзам, ниту сакам да бидам себичен кон себе, просто не се чувствувам дека сум остварен за да работам на остварување на туѓи сонови, а кога ќе имаш дете, просто тоа е центарот во твојот свет. Така што не знам како тоа да го објаснам, неутрална предпоставка. И другари, овде некаде ќе се одјавам, се надевам дека уживавте, се надевам дека видеото ви се допадна. Доколку тоа е така, не забравајте да оставите лайк и доколку се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа веднаш со клик на subscribe, а ние се гледаме веќе утре во исто време на исто место. Чао!